Почитувани присутни новинари, ја користам оваа прилика и оваа пресконференција на кратко преку вашите медиуми да запознам пошироката јавност за активностите на општина Петровец кои беа преземени од моја страна во изминатиот период од моето стапување на функција. Како досега сработено ви информирам дека се завршени следниве активности. Извршиме поклучување на училишниот двор во основното училиште Братство и единство во Средно Конјево. Извршиме поклучување на подрачното основно училиште Братство и единство во Долно Конјево. Извршиме комплетна реконструкција на училиштето во Долно Конјари, каде што од старото училиште нема ни трага. Извршиме поставување на ново улично осветлување во должина од 590 метри во повеќе населени места во нашата општина. Извршиме чистење на коритото на реката Пчиња во должина од 2 км на потегот од Катлановска бања до селото Катланово. Расчистене и отпочнат со реновирање противпожарниот дом во населеното место Петровец, каде повеќе од 40 години немаше влезено човек во истиот. Го срушиме културниот дом, може да се каже руинираниот културен дом, кој беше најгруба слика за селото Петровец и потенцијална опасност за жителите кои се движа во непосредна близина на културниот дом. Отпочнавме со градежни работи, значи градиме фудбалско игралиште во населеното место Петровец, работите се во тек. Извршиме надоместок за уредување на градено земјиште, каде што ги симнаме давачките за 30%. Од тогаш навака, значи во општината отпочната е градена експанзија, значи може да се примети дека во општината нагло се градат објекти. Формираме комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот на територијата на општина Петровец. Организираме трет традиционален маратон за 2009 од Петровец до Катлановска бања. Подпишуваме спогодба за меѓуопштинска соработка, подпишуваме спогодба со општините Газилова и Илиден за формирање на јавно, комунално, односно водоводно предпријатие, со цел да ги што побрзо жителите на Петровец да добијат питка вода за пиење. Ги екипируваме оделението за финансии и даночното оделение, што се услов за влез на нашата општина во втора фаза. Отпочнати се постапките за измена на неколку урбанистички планови, што се отвара можност за привлекување на странски инвестиции. За 10 дена ќе извршиме ќе отпочнеме со приклучување на домаќинствата во населените места Петровец, Ражаничино и Одњанци. Во фаза на реализација се изградба на водоводот во Средно Конјари, Горно Конјари и Чифли. Општина Петровец во текот изминатиот период од моето стапување на функцијата се соочиме со голем број проблеми. Нереализирани проекти, крајно незавидна финансиска состојба на општината. Општината е отоварена со долгови кои двоструко го надминуваат буџетот на општината за 2009. Односно, општината во моментов должи повеќе од 850.000 евра. Согледувајќи фактичката состојба и барајќи излез од истата, јас како градоначелник на општина Петровец приоритетен проект кој ги насочи сите расположени човечки и материјални ресурси, го одбрав за реализација проектот на мултифункционалната зона Чојлија. Ова е проект на кој нешто повеќе од 200 хектари предвидени се површини кои спаѓа хотелски комплекс, филмски град, мултифункционална зона за повеќе намени. Ствариме контакти со сите приватни собственици кои имаат имоти на тие површини, ги решиме нивните имотно-правни односи, утврдиме почетна заедничка цена и тој комплекс од 15 хектари, односно 150.000 метри квадратни, го објавиме на оглас. Со реализација на проектот, како што ќе има прилив во општината, со реализација на проектот, како прво, ќе има прилив на средства во општинската каса, бидејќи знаеме со одлука на владата на Република Македонија, 80% средствата, приврани по основа на постигната цена, се префрлаат во
буџетот на општина Петровец и 20% идат во буџетот на нашата држава. На јавното надавање, кој ќе знаеме кој е потенцијален инвеститор, ќе биде на 8.10. и тоа ќе значи еден голем успех за нашата општина, доколку се купи таа земја, бидејќи тука ќе имаме и други приливи, тука ќе имаме отварање на работи на нашето јавно комунално предпријатие, кој е исто така во незавидна финансиска состојба. И на крај се надевам дека се ова што го изнесов, дека на некоја наредна пресконференција ќе кажам, ќе ги потврдам горе изнесените ставови.